СДСМ денес предупредуваат за српското сценарио на владата на ДПМН кое веќе со години функционира и е моделирано на насилство, корупција и институционален притисок. ВМРО ДПМН од друга страна со документи од 2018-та за изградба на прифатен центар за мигранти за кој и Филипче гласал на собрание. Денови наназад зборуваме за моделот кој е преземан од Србија. Моделот на Вучич што со години функционира таму, а речиси 2 години се пременува кај нас тука во Македонија. Имено системот на корупција што во Србија функционира со децении доведе до тоа во Нови Сад токму поради корупција 16 луѓе да го изгубат животот. Истото се случи кај нас, 64 луѓе загинаа во Кочани. По првиот протест на младите, студентите од Факултетот за драмски уметности на Белградскиот универзитет, непознати лица кои подоцна се покажа дека се членови на владеачката партија СНС на Вучич по налог, ги претепаа со стапови и палки мирните демонстранти. Ова сценарио го гледавме кај нас пред 10 години за време на владењето на Никола Груевски и Саша Мјалков. Јасно е дека мигранти нема да има. Но Филипче најави протести, измисли декларација и вештачка тема. И додека го прави тоа, целата јавност мора да знае дека Венко Филипче, како министер во владата на Заев, работел на отворење на мигрантски камп во Бардовци. Значи, единствениот актуелен политичар кој работел на населување мигранти во Македонија е Венко Филипче. Венко Филипче, активно како министер во владата на Заев, во 2018 година учествувал во носењето план за проект за изградба на прифатен центар на мигранти во Бардовци. Ова е тоа. И ова е поминато на влада и за тоа Венко Филипче гласал со 2 раце.